Денеска се одбележуваат 15 години од смртта на поранешниот претседател Борис Трајковски, кој загина во авионска несреќа кај Ротимље во близина на Мостар. Во Скопје, во алејата на великаните на градските гробишта во Бутал, цвеќе на гробот на Трајковски положија членови од семејството на претседателот, повеќе делегации и граѓани. Во авионската несреќа што се случи на 26 февруари 2004 година, загинаа претседателот Борис Трајковски, 8 члена делегација која патуваше на меѓународна конференција во Мостар. За несреќата која се случи во аторот на Матикбрдо, кај селото Хусковики, во близина на Мостар, за причините за падот на Кингерот, за тоа дали се случила авионска несреќа или било тероризам. Од тогаш до сега беа извршени 2 истраги и објавени 2 извештаја на 2 комисии со кои раководеа Салко Бегиќ и Омер Кулиќ, а во кои учествуваа и наши експерти. И во двата извештаја, кои се разликуваат, сепак како причина за падот на Кингерот се наведуваат пилотски грешки и други индиректни системски пропусти. На барање на државата, со поддршка од европратеникот Андреас Грос, по собирањето на дополнителните докази од страна на нашето МВР, беше отворена нова истрага во јануари 2013 година, која водеше Кулиќ. Во првиот извештај како директна причина за падот на Кингерот се наведени процедурални грешки во приодот за следување, по висина и по место, на аеродромот во Мостар на контролиран лет. Во вториот се наведени и системски пропусти, а е објавен и транскриптот од црната кутија, односно целиот разговор меѓу пилотите и разговорот со контролата на летање. 7 постапки во текот на летот од страна на пилотите и 5 системски грешки на надлежни институции во нашата земја и во Босна и Херцеговина се причините за уривање на Кингерот, стои во новиот извештај што го презентираше Кулиќ. Нашата земја во целост ги прифаќа наводите со дополнителни предлози што се однесуваат на ВОР системот, самата процедура, барањето и спасувањето по падот на Кингерот и формулацијата за пловидбеноста на воздухопловот. Но за нашата држава е нејасно зошто е пренасочена локацијата каде да се бара авионот, иако Кулиќ вели дека контролорот на летање знаел каде е урнат авионот. Во авионската несреќа покрај претседателот Борис Трајковски животот го загубија портпаролот Димка Илкова Бошковиќ, советниците Ристо Блажевски и Анита Лозановска, представникот на Министерството за внатрешни работи Миле Крстевски, телохранителите Аце Божиновски и Борис Велиновски, како и пилотот и копилотот на авионот.